после неколку дена поминати во молк, самица и неодење на работа, се појави Диме Спасов. Добро, свирете се добро. Ауствари од овде идел. Добро. Ајде да видиме како се развиваше оваа крими еротска приказна. Откако се случи кобната ноќ на Диме, мислам, сакам да направиме еден таймлайн. Вака беше. Ноќ. Добро, окей, штурци. Околу полноќ, тоа е то драма. Диме се вози со сопатничка во Туарек. Чукнува едно возило, па чукнува друго возило, па го брка криминалци, па се појави полиција, па Диме бегаш од полиција, па ја остави сопатничката сама во Туарегот, избега од джандарите, му биле сумливи, дали се джандари или не се, оти нормално со толкави стомаци джандари, мислам каде, или деца во джандарски каде, па по 2 сати се појавува лицето М.Т. не знам кој е, и изјавува дека тој го возел возилото, па Диме 5 дена го немаше да се јави, на крајот сопатничката во знак на револт го избриша Facebook профилот и 3 пати ја смени изјавата во МВР. А Диме конечно се јави. Аплауз, пријатели мои! Диме се јави! И што се случува после тоа? Да видиме. Гостин во нашето студио е дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Добре дојдовте. Не знам дали забележавте дека водителката очи преврте. Ај да видиме, брат. Во нашето студио е дополнителниот заменик министер за... Како, леле, бе мене кај ме најдоја сега да го водам интервјуто, леле. Дај пушти пак, ајде во нашето студио е дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Добре дојдовте. Добро е најдов. Добро. Дали осетите колку му е тешко? Добре ме најдов. Добро е најдов. Добре ме најдов. Добро е најдов. Добре ме најдов. И си мислите дека измислувам дека му е тешко? Не бе, пријатели мои, сам си каже дека му е тешко. Ајде пушти да видиме. Во овој период ми беше многу тешко. Леле, бе, не едноставно, треба цела приказна да смислиш, бе, пријател мој. Треба да ја смислиш од почеток до крај. Почнам од почеток. На 28.10. оваа година, некаде околу 23 часот, возејки во правец од арената Филип II. Ај, пријател мој, бе, треба цела приказна да смислиш, бе. Не може вака, свртив лево, после десно, после натаму, застана, вака. Не. Абе, треба, мислам, ние се потрудивме да направиме една вистинска варијанта како се случи тоа. Еве, треба вака да почнеш, пример, на 28. Почнавме со ракија, домашна ракија и туршија. А Диме некоја чудна приказна како вака беше, онака се... Тамара што ја возеше девојката, 3 пати го сменала исказот. Тој што се појави после 2 сати веле дека тој го возил джипот и после тоа рекол дека не го вози. И тој рекол дека го менува исказот, мислам. Диме, еднаш го возам, еднаш не го возам. Нема смисла, бе, Диме, мислам, комплицирана е, апсурдна е приказната. Значи не зборувај некоја измислена приказна. Еве ние ќе пробаме да ја кажеме вистинската приказна. Пуштај. Арената Филип II кон Илинденска, свртев на Илинденска десно, продолжив право и на семафорите кај Золошка свртив лево и застанав на следните семафори прописно на црвено светло. По муабетот Тамара не постои. Оти овој не ја ни спомна. Вака иди како сам да си возиш и сам. И кога се слушаш ти се чини дека стварно така се случило, бе. Многу веродостојно, браво Диме за глумата, добра. Возилото кое што го управував беше нападнато од непознато лице. На толку пиење, значи собствена мајка да се појави пред очи, не позна да ги ти биде. И истото се закануваше по мојот живот. Во тој момент почувствував загрозеност. Почувствував загрозеност. Некој го вели ова загрозеност или нагон за повраќање. Лицето почнало да тропа, па ќе тропаве, замисли како си изгледал, мислам. Кога те видело, замисли како си изгледал ти, демек лицето почна да тропа, мене страв ме фати. За вака да си збораш збор по збор, замисли колку пати ги имаш повторуван ова за да го запамтиш. Зошто некој би тропал, например? Зависи колку си пијан и кој степен на пијанство е твоето стање. Замисли, то не е како, например, се поднапив малку и го зедов джипот, се возе ваму таму. Не, за вака збор по збор да збораш, валјда не е пијанство. Туку е некое стање. Постојат неколку стања на пијанство. На екстремно онака. Прво стање, здробен. Тоа е степен на пијанство кога ни собствената мајка не може да те препознае. Знаеш дека си испил над 10 жестоки пијачки, те фатило толку, ти си бил гладен, иначе немаше да бидиш толку пиен, вака се правдаш пред жена ти дома. Демека бе дека не бе, она се напив неколку пијачки толку. Стање, друго стање на пијанство е да си шептиш од што си пијан. Тоа е од толку што си пијан, сам си збораш, возиш
И сам си шепти. Ова пијанство е на ниво на шизофренија, звучна шизофренија, имаш чувство дека има некој до тебе. Така да, Диме, ако бил во ова стање на пијанство, комотно можеме да го оправдаме дека Тамара не постоела во тоа рего, дека Тамара е само еден привид на Диме, мислам. Стање лепотан. Тоа е фаза на пијанство кога сакаш да си на некоја многу јака журка, да си поминиш преако, после оваа фаза еден месец другите околу тебе зборуваат и кажуваат колку журката била јака, а ти сакаш да забориш на сето тоа. Ти е срам едноставно, оти не се сеќаваш. Фаза Пикасо. Не е случајно оваа фаза, го носи името на познат сликар, стањето на ова пијанство е инспирирано од позната слика од Пикасо. Како што може да забележите, тоа е стање кога имаш чувство дека едното око ти е на темето, другото ти е во десниот џеп, а носот ти е огромен, значи устата ти е кај увото, а имаш чувство дека си згоден како Саша Ковачевиќ и им се пушташ таму на сите и после тоа, значи не знаеш кај да се скриеш. Стање на пијанство Буда. Тоа е пијанство кога за прв пат го сваѓаш учењето на Буда, стање на медитација, имаш исклучиво комуникација со природата. Е, сега нашиот главен лик Диме бил во некое такво стање. Во Врата, каде што седев јас, тропаше по возилото и истото се закануваше. Во тој момент почувствував опасност по мојата безбедност и по мојот живот. Се одлучив да почнам да возам и да се обидам да им побегнам на баќачите. Се почувствував загорозен. Мислам, тоа е моментот да па решив да му побегнам. Тоа е дете кој ќе почне да си игра брканица, тоа е. Ајде да видиме натаму што се случува. Свртев десно по булеварот Митрополит Теодоси Гологанов и тука пред Веро 2 повторно свртев десно во обид да ги избегнам. Бидејќи се работи за споредна улица која што е навистина тесна улица и на која што има паркирано многу возила. Овде ние можеме да заклучиме дека Диме воведува и нов правец во пијанството. Знаеш, кој ќе речат, например, се испијанив, труп се сторив, патос, дрво и така натаму разни, она. Диме го воведува новиот термин кој се вели, кој се кажува се испијанив, покемон се сторив. Зошто? Еве. Јас ниту приметив, ниту осетив било каков удар со возилото кое што ме следеше и од возилото кое што излегоа лица кои што се обидоа да ме нападнат. Тој не осети дека женска има покрај него, па камоли дека не ја ни спомна во цело интервју, па камоли дека удрил, осетил. Не се потруди да ми ги обезбеди основните услови за работа, ниту се заинтересира, ниту канцеларија, ниту службено возило. Ременски не му обезбеди ни канцеларија, ни службено возило. А баш е потребно службено возило во петок, таму навечер околу полноќ. Ово потврдува дека Диме Спасов работи 24/7. А дај да видиме што всушност е целата идеја, зашто се работи, што СДСМ, кој сценарио мрачно го користи. Ова е очаен обид за да се запрат моите активности, да се блокираат проектите кои што ги реализираме. Ете, ова е план да се прекинат активностите и проектите на Диме Спасов. Тоа се тие активности. Работеше на новиот проект Швалерка за секој министер. А воден секогаш од премисата дека еден брак се состои од маж, жена и швалерка. И за крај, стварно нема смисла да се шегуваме со Диме, мислам сам. За дека е најмал, сите поднозе го зедоја. Треба сите, мислам, сите на негова сметка ще ги да прават. Нема смисла, бе, пријателе мој Диме. Нема смисла, бе, пријателе. Повели Диме, еве, кажи што сакаш, значи, стварно тешко ми падна. Нема да ме скрши. И не сме да ме скрши. Бидејќи не сме да дозволиме и да дозволам со едно црно сценарио, како во времето на најцрните времења на УДБА. Тоа е то. Нема ништо да те скрши. И со црни сценарија се користат, како во времето на УДБА најцрни сценарија тие се користат.